И поздрав сите кикстери, добре дојдовте во новото видео на Кристијан. Денеска луѓе ја снимам малку поразлично видео. Денеска, добро, секогаш снимам поразлично видео. Денеска луѓе ќе правиме мојан малце за тоа дали јас сум пејач, поради тоа што ја ми станало неколку песни досега и имам најавено уште една нова песна, па ќе правиме мојан малце и за новата песна, што треба да излезе. И така. Прво луѓе, јас ќе ставам песната за 300 субскрајбери специјал, што беше катастрофа, не личеше на ништо. И од таа песна почнав многу заебанци, као некои глупости, глупи размислувања, некој леле, Еминем, нешто ова, она, новиот Еминем, македонскиот Еминем, вака. И од тоа што некој почна да ме сметат како рапер, како пејач. После тоа помина можда година, мислам дека помина година, и јас направив втора песна која што беше хумористична, ама беше вистинита, само добро имаше некои работи што не беа вистинити. Песната се викаше Неделава и се работеше за една недела кај што неделата беше врнежлива, беше јуни, почна распустот. Неделата беше врнежлива, надвор беше ладно, дома беше пекол и другарите не ми беа тука и требаше само дома сеам и другарите ми беа по одмор, скоро сите беа испозаминати. Бевме само две-тројца другари тука и решив да направам песна за таа недела што ми помина така глупа малце. Поминав што кец мала е бесна неделава, тмурна неделава и стресна. Школската година не беше лесна, следна одам само со песна. Одам надвор кода е зима, се враќам дома, пуштам клима, 10 јуни сонце е блисна, ова недела по дома скисна. И после таа песна беше како мех Кристијан, онака нешто подобар од претходната песна, а песната Неделава, значи втората песна беше направена во еден ден, 2 дена, во помалку од 24 сати, и аудио и се, и текст, и спотче, и се. И некаде кај август, мислам дека беше 14 или 13 август, излезе песната Биди среќен. Песната која што, како да кажам, многу луѓе почна да гледаат во мене, песната што данас со Кирил, почна да гледаат, пошто Кирил и претходно си правеше убави песни и таа беше убава. Луѓето почна да гледаат како напредок, како се подобрил едно друго. Иако песната, јас направив само текстот го направив за песната и спотот го едитирав, другото се ќе направи од Кирил и сепак мојот глас малце беа и ефекти ставани. И од таа песна луѓе почнат дефинитивно да ме сметат за пејач, за рапер. Па од таа песна, кој што видов дека луѓето почна стварно да нешто направив песна, што им се бендис на луѓето, решив пак да правам песна. И песната бит посебен ми направи едно дете, специјален, значи не краден бит од YouTube, посебен бит, специјално за мене направен за песната. Текстот го напишав и се спремав песната, вежбав да пеам цел месец. И се осеќав како некој начин и рапер. И така, и некој ме смета за рапер, као за почетник. И дојде време јас да снимам ова четвртата песна, четвртата песна. И почнав јас да пеам песната, сватив дека, мислам, мајка ми забележа дека мене ми е сменет гласов и сега ми мјутират, ми сецкат, ми прекинуваат и не можев да пеам. Така да, новата песна нема да излезе, јас од денес веќе не се сметам како на некој начин некој артист. Како веќе немам ништо поврзано со тоа, дефинитивно од денес сум само јутубер. Не од денес, од пред неколку дена се случува. И така, значи сакам да кажам дека готово, песната нема да излезе, може да ќе ја дам на некој друг да пеет. Значи сакав тоа правам мојот за ова видео, да разјаснам нешто како некои луѓе и се прашува дали Кристијан од се и рапер и јутубер. Некој време беше тоа така, ама сега поќе не. Поради тоа што не знам како успеа толку да ми се смени гласот од летото пред 2-3 месеци до сега. Ама тоа се случи. И така, од сега ќе видам посветен само на YouTube. И така, песната кој излезе ќе ја пеет некој друг или пак јас ќе ја снимам после неколку години. Фајно што гледав тоа видео, сам дека се допадна, ако се допадна, оставете лайк, ако не дислайк. Ако не ви се допадна ова видео, ќе се потрудам во следното видео да видам подобар и така. Се гледаме со следно видео наскоро. Чао!